Меѓународната заедница ги интензивира повиците до Русија да ги прекине војните дејства во Украина, да се повлече од сите окупирани подрачја и целосно да го почитува меѓународното хуманитарно право. Пораките испорачени на вториот самит на така наречената Кримска платформа на кој учествуваше и Северна Македонија, доаѓаат во пресрет на утрешниот ден на независност на Украина за кога се очекуваат можни нови руски напади. Мислам дека по Буча, Мариупол, по бомбите што паѓаат врз Киев, Харков, Лвов и Ирпин, по руската агресија и уништувањето на Украина, треба јасно да кажеме дека Русија не само што треба да се врати назад од линијата пред 23 февруари, туку и дека треба да го земе предвид правото на Украина да си ги ослободи сите своји територии, вклучувајќи го и Крим. Денеска уште еднаш беше потврдено дека не се прифаќаат какви било насилни промени на границите. Меѓународната заедница никогаш нема да го прифати руското незаконско империалистичко анектирање на украинска територија. Руската неоправдана агресија најде на огромен отпор од украинските граѓани и ним им одавам почит. Тие го отфрлаат светот во кој силата е еднаква на правото, кога големите држави едноставно ги проголтуваат помалите земји. Уверувањата на меѓународната заедница се дека помошта за Украина ќе продолжи се до незиното конечно ослободување. Истовремено се најава интензивна асистенција за нејзина обнова и за разоткривање на сите прекршувања на човековите права во оваа војна. Мора да продолжиме да им ја даваме на нашите украински пријатели сета воена, економска, хуманитарна помош, се додека Русија не ја прекине оваа ужасна војна и не ги повлече своите сили од Украина. Европската унија неуморно ќе работи заедно со украинските власти за разоткривање на прекршувањата на човековите права што се случуваат под руска окупација и одговорните за тие дела да бидат изведени пред лицето на правдата. Директен повик до Руската Федерација за прекин на насилствата и неоправданата војна, како и за изнаоѓање мирни решенија, упати и премиерот Димитар Ковачевски. Yes, we are together and we are united in our efforts to prevent further. Да, ние сме заедно и сме обединети во напорите за натамошна превенција на прекршувањата на човековите права во Украина како начин за заштита на украинскиот народ од окупацијскиот режим. Оваа манифестација на сила од една поголема кон друга помала земја, која е решена да ги споделува демократските вредности, е опасен пример кој не смее да стане практика. Оружјето треба да остане во историјата. Дипломатијата е начинот за разбирање на диалогот во 21. век, зашто мирот е најакото оружје на човештвото. Северна Македонија досега со 3 одлуки на владата одобри воена помош и асистенција за Украина. Со објаснување дека станува збор за класифицирани информации, засега не се открива што се е донирано, со исклучок на тенкови Т-72 за кои се појавија снимки од транспортот од земјава. Надлежните институции уверуваат дека се она што е донирано на Украина не представува нарушување на борбената готовност на армијата. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.